Утрово од 7 часот екипите на општина Карпош, односно зимската служба е на терен. Конкретно во урбаната заедница Бардовци се фрлени повеќе од 10 тони сол. Еве сега е 9 часот и 30 минути, значи 2,5 часа веќе се работи на терен, а на територијата на цела општина Карпош досега се фрлени околу 30 тони сол. Има повеќе критични места во општина Карпош. Ова е влезот во урбаната заедница Бардовци, мостот зад мене, и тука екипите на зимската служба историја повеќе количини сол, за да сообраќајот се одвива безбедно и нема никакви проблеми. Бидејќи се очекува вечерните температури да бидат многу ниски, може да дојде до замрзнување на асфалтот и токму заради тоа се овие интервенции што ги врши зимската служба на Карпош. Од ранните утрински часови екипите на зимската служба на општина Карпош се на терен, со оглед на тоа дека 14 урбани заедници се на територија на општина Карпош. Како се одвива расчистувањето на снегот? Како што кажавме и во претходните денови, заедно во координација со градот Скопје и општина Карпош, спремно го дочека овој снег уште од ранните утрински часови, поточно уште од 7 часот екипите на нашите екипи, односно возилата се на терен. Покриени се сите критични точки, односно е фрлена сол преку 30 тона, значи се работи за локациите на територија на местната заедница Бардовци, овде Кажданец, Трнодол, каде што моментално и се наоѓаме, а исто така и патот кон Горно Нерези. Значи, остануваат уште некои си 250 тона сол, кои што во текот на денот исто така ќе бидат истурени на овие критични точки, како и на останатите улици, во зависност од интензитетот на снежните врнежи. Значи, особено сакам да потенцирам дека како најкритични точки ги потенцираме овдека улица Ловкенска, тоа се број 1, број 4, број 9, како и улицата Илија Плавев, каде што имаме угорници, односно удолници, каде што е потешко движењето на возилата, како и на граѓаните. Исто така апелирам и сите граѓани на општина Карпош да се вклучат во расчистувањето на снегот пред своите домови, односно пред пристапните патеки до своите домови, како на тој начин би го олесниле и би олесниле работата на нашите служби. Дали е доволна механизацијата со која располага општина Карпош за да излезе на терен и да одговори на сите овие барања и временски непогоди што следуваат, како што кажуваат од управата за хидрометеоролошки работи? Моментално располагаме со 3 возила за расчистување на снегот. Тоа се возила кои што се со плуки со бункер за сол, а исто така имаме и 3 моторни возила кои што се за помали пристапни патеки, кои што се лично собственост на општина Карпош. Сметам дека овие возила за овие наши сервисни улици за расчистување би биле доволни, но ќе видиме како ќе бидат интензитетот на врнежите, бидејќи поголем дел од улиците покрива и градот Скопје како јавното претпријатие улици патишта. Она што е пракса во општина Карпош е тоа дека во вакви услови се мобилизираат и урбаните заедници. Така е, значи сите урбани заедници моментално кои што се на број 14 се мобилизирани, како и единицата за заштита и спасување моментално која што брои 30 луѓе е исто така мобилизирана, доколку како што е според најавите се очекуваат поголеми врнежи од снег, исто така сите ќе бидат вклучени во расчистувањето и исто така ќе биде вклучена и онаа друга наша механизација во смисла на теренски возила, доколку е потребно и товарно возило, односно камион кипер, собственост на општина Карпош.